Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Охрид го чествува големиот поет и преродбеник Григор Парличев. Лицата од третото доба бараат дом за стари лица. Нова опрема за болницата Свети Еразмо. Туристичките потенцијали на Охрид и Македонија на интернационалниот туристички саем во Истанбул. Бројот на загинати во шумските пожари во Чиле се искачи на 122 лица. Со содржините во дневникот започнуваме веднаш по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и максимална дневна температура од 14 степени Целзиусови. Во среда во западна, северозападна и централна Европа нестабилно време со врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер, а во северните и североисточните предели со врнежи од снег. Во останатите делови од континентот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и надпросечно топло за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Локално во централните предели зголемена облачност, а во Црна Гора услови за локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат од 11 до 18 степени. Во Македонија во среда ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе имаме ветровито и топло време со температури кои што ќе бидат во пораст и ќе се движат над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Ќе дува до умерен западен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од -1 до 5 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 10 до 18 степени. Во среда во Охрид ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе биде ветровито и топло. Ќе дува до умерен засилен југозападен ветер. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 13 степени. Во Охрид во четврток и петок претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 3, односно 2 степени, додека пак дневната температура ќе достигне до 14, односно до 13 степени. Во сабота умерено облачно време со сончеви периоди и максимална температура до 13 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид го чествува големиот поет и преродбеник Григор Прличев. Со низа настани во рамки на манифестацијата Прличеви беседи се одбележуваат 131 година од смртта на великанот. Охрид го чествува ликот и делото на големиот Прличев. Во неговата спомен куќа денеска се одржа настанот насловен стихови и звуци за Прличев. Пред присутните се обрати заменик градоначалникот на општина Охрид Перчо Божиновски, кој истакна дека Прличев бил и ќе остане не само вековна книжевна преродбеничка фигура, туку и човек кој кај охриѓани ја будел надежта и уверувањето за важноста на образованието, богатството на духовната историја, националното будење и културното самоидентификување. Од страна на Олга Прличева на заменик градоначалникот му беше врачен портрет од Григор Прличев. Паско Кузман ја промовираше книгата Охридски поети од професор доктор Димитар Пандев и Славе Ѓорго Димовски, а во издание на општина Охрид. Во рамки на настанот беа врачени два примероци од книгата Гоце Делчев од Ванчо Николески, одпечатена на Брајово писмо на Национална установа библиотека Григор Прличев и Сдруженијето за слепи лица од Охрид. Беа доделени наградите на учениците кои имаа најубави творби на литературниот конкурс на Основното училиште Григор Прличев. А во Националната установа библиотека Григор Прличев во рамки на одбележувањето на 130 годишнината од објавувањето на делото автобиографија се одржа традиционалната охридска визита. Настанот започна со инструментална изведба на 1762 лето од страна на Кут Гердан од Бисери, а извадоци од Прличевата автобиографија читаше младиот Даријан Ангеловски. Беседа за Прличев под наслов Григор Прличев, метонимија на македонската гордост и страдање одржа професор доктор Елизабета Шелева. На младата студентка Алма Шема од Филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје по потекло од Охрид и беше доделена наградата за најдобра беседа на распишаниот конкурс под наслов Како против пизмата. Чест и задоволство ми е што годинава јас сум меѓу наградените. Самото дело на Прличев ме инспирираше и мотивираше. Како што и сама наведувам во беседата, јас не сум достојна да освојам ловоров венец, односно можам да напишам само збор 2, да посветам една прекрасна беседа за нашиот даскал, учител и преродбеник Григор Прличев. Чувствата за добивањето на наградата си смешани. Неописливи се гордоста и среќата и сето тоа што го внесов во оваа беседа.
Реч за наградената беседа одржа професор Татјана Дурнева, председателка на конкурсната комисија. Беседата на наградената авторка, искаена во поема, представува личен став кон писмата како горлива појава меѓу луѓето што се јавува откако постои светот. При тоа се навраќа на мислењето на Прличев за оваа особина и неговата борба против неа и против сите неправди и неприлики меѓу народите. Прличев, вели авторката, умееше највешто против пизмата. Своје обраќање на визитата во улога на домаќин имаше и директорот на библиотеката Милчо Јовановски, кој пред присутните направи кус пресек на достигнувањата на установата меѓу двете одбележувања на патронатот. Во рамки на одбележувањето на 131 година од смртта на Григор Прличев, делегација на општина Охрид предводена од градоначалникот Кирил Пецаков положи свежо цвеќе во дворот на основното училиште Григор Прличев, пошто се одржа панихида на вечното почивалиште на великанот. Општинска делегација положи цвеќе и се поклони пред спомен бистата на великанот и пред градската библиотека. Повозрасната популација бара дом за стари лица. Во време кога иселувањето на младите е тренд, расте популацијата на стари лица кои имаат потреба од згрижување. Пред точно 10 години беше најавено дека ќе се гради современ дом за стари лица во населбата Даљан, но се уште го нема. Лицата од третото доба бараат старечки дом за достоинствено, квалитетно и активно старење во време кога иселувањето на младите е тренд. Повозрасната популација се погласно бара дом за нивно згрижување. Пред точно 10 години беше најавено дека ќе се гради современ дом за стари лица во населбата Даљан, но се уште го нема. Голем дел од старите лица живеат осамени и на работ на сиромаштијата. Најповеќе, она што сакаат да го упатат е недостигот од дом за стари лица во Охрид. Ова потреба е алармантна и знаеме дека веќе секое 10-то лице е старо лице. Ова бројка има тенденција на зголемување, во наредниот период ќе биде уште поголема, така што мислам дека го заслужуваат нашето внимание. Имаме стари лица кои што имаат потреба од хуманитарни пакети во храна, хигиена, значи живеат на работна екзистенција и нив ги помагаме во текот на целата година. Меѓутоа во програмата за грижа за стари лица се офатени и осамени лица. Знаеме дека Охрид е иселен град, старите лица се сами дома и имаат потреба од некој да им се јави. Расте и бројот на стари лица кои се оставени сами на себе. Имаат потреба и од нега и помош во домот. За нив се ангажираат негуватели од Центарот за нега при Црвениот крст. Во рамки на Црвен крст работи и нега центарот. До нас се обраќаат за помош за стари лица во смисла на негователи. Негователите се обучени според верифицирана програма на Министерството за образование и ние сме лиценцирани даватели на услуги на оваа социјална услуга, така што верувајте се зголемува бројот и на баратели за нега и помош на старите лица. Дом за стари лица е децениско барање во Охридско-Струшкиот регион. Во целиот југозападен регион нема ниту еден ваков објект. Пред речиси една деценија струшките пензионери, поддржани од сите пензионерски здруженија во регионот, поднесоа иницијатива за изградба на достоинствен дом за стари лица. Поминатото имало 2 објекти изградени од ПИОМ за потребите на пензионерите, но наместо да станат старечки домови, денес со нив стопанисуваат приватни лица. Нова опрема за болницата Свети Еразмо во рамки на проектот опремување на современ центар за физикална терапија. Центарот за развој на југозападниот плански регион во рамки на проектот опремување на современ центар за физикална терапија во болницата Свети Еразмо ги заврши активностите за набавка и монтажа на опремата за потребите на јавната здравствена установа, специјализирана болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо Охрид. Центарот за физикална терапија се опреми со 2 кади за електротерапија за цело тело, единица за криотерапија и хидрауличен лифт за базен. Оваа опрема директно ќе влијае врз подобрувањето на условите за сите пациенти кои имаат потреба од хидротерапија, со цел подобрување на услугите за хидромасажа и олеснување на пристапот до базенот и за пациенти кои имаат поголеми потешкоти при движење.
Проектот опремување на современ центар за физикална терапија во болницата Свети Еразмо е финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа, а кофинансиран од страна на јавната здравствена установа болницата Свети Еразмо. Општина Дебрца објави конкурс за доделување стипендии за редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2023-2024 година. Општина Дебрца за студиската 2023-2024 година ќе додели стипендии на редовни студенти од општина Дебрца запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија. Студентите кои се пријавуваат по конкурсот треба да го пополнат потребниот образец за пријава поставен на интернет страницата на debarca.gov.mk. Пријавата со потребните документи кандидатите треба да ги достават во рок од 15 работни дена од денот на објавување на конкурсот, а најдоцна до 27 февруари 2024 година на адреса Општина Дебрца, село Белчишта, во затворен плик со назнака за Комисијата за спроведување на конкурсот за доделување ученички и студентски стипендии. Висината на стипендијата ќе изнесува 2500 денари месечно за 9 месеци во текот на студиската година. Списокот со избраните кандидати ќе биде објавен најдоцна до 10 март 2024 година на интернет страницата на Општина Дебрца. Студентите кои ќе добијат стипендија ќе склучат договор со Општина Дебрца со кој ќе се уредат меѓусебните права и обврски, информираат од општината. Во организација на општина Охрид, утре 7 февруари ќе се одржи манифестацијата Најдобрите од спортот во општина Охрид за 2023 година. Наградите и признанијата за најуспешните спортистки и спортисти, тренер и спортска екипа во Охрид се доделуваат за постигнати резултати во индивидуален ниво клупски спорт во тековната година на спортистки, спортисти и тренери кои настапуваат за спортски клубови чие седиште е во Охрид. Манифестацијата ќе се одржи во големата сала на општина Охрид со почеток од 19 часот. Туристичките потенцијали на Охрид и Македонија деновиве се представуваат на интернационалниот туристички саем Емит 2024 во Истанбул, Турција. Емит, кој се одржува по 27 пат, е водичка туристичка изложба во регионот која ги представува новите бизниси и можности за соработка на туристичката индустрија. Од 6 до 9 февруари Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот заедно со туристичкиот сектор ги представува македонските туристички потенцијали на интернационалниот туристички саем Емит 2024 во Истанбул, Турција. На нашиот штанд туристички програми презентираат представниците од приватниот сектор, DMC Balkans Travel and Events, Badem Tour, Balkan Incoming и Fibula Travel. Турскиот туристички пазар е несомнено еден од најзначајните за Македонија. Интересот на турските туристи за македонските дестинации е со забележителен раст. Во 2023 година 21% од вкупниот број странски туристи биле гости од Турција. Промоцијата на македонските туристички дестинации и туристички продукти е зајакната и со медиумска кампања која континуирано ќе се реализира и оваа година. Целта на промотивните активности е да се придонесе кон поголема конкурентност и препознатливост на Македонија како атрактивна туристичка дестинација, како и запознавање на светската јавност со тоа што не прави диверзивни, различни, а е отсликано преку природата, историјата, културата и гастрономијата. Трендовите налагаат развој на рурални подрачја и екодестинации. Следна активност на Агенцијата за туризам е зајакнување на човечките капацитети преку обуки за развој на одржливи форми на туризам и зајакнување на капацитетите за зелени дестинации и нивна сертификација, изјави директорката на агенцијата Јасмина Лескаровска. Како една од 5 најдобри туристички изложби ширум светот, Емит годишно привлекува околу 40.000 индустријски професионалци и туристи од 100 земји, кои бараат нови и возбудливи можности за патување од дестинации и компании за туристички услуги од целиот свет. Да ги погледнеме и вестите од светот.
2/3 од населението во појасот Газа е евакуирано по наредба на израелските власти, соопштиле Обединетите нации. Пред војната на евакуираната територија живееле 1,78 милиони палестинци, односно 77% од населението во енклавата. Повеќе од половината сега се раселени во градот Рафах на границата со Египет и неговата околина. Канцеларијата на Обединетите нации за координација на хуманитарни прашања денеска соопшти дека досега десетици илјади луѓе избегале и продолжуваат да бегаат од Газа. Бројот на загинати во шумските пожари во Чиле се искачи на 122 лица. 3 дена по избухнувањето на пожарот, екипите за брза помош се уште наоѓаат тела закопани во урнатините. Пожарникарите и војската ги расчистуваат урнатините во стамбените области и на крајбрежните градови Валпараисо и Вина дел Мар, каде што пожарот за неколку минути ги зафати домовите, пренесува Ројтерс. Стотици луѓе се водат како исчезнати, а околу 14.000 куќи се оштетени. Централна и источна Кина блокирани од замрзнат дожд, снег и мраз. Патниот сообраќај се одвива со потешкотии, а стотици железнички линии се откажани во време кога илјадници луѓе патуваат дома пред празникот на пролетниот фестивал и кинеската нова година. Властите во провинцијата Хубеј соопштиле дека денески ги расчистат тунелите и мостовите, каде густиот мраз предизвикал сообраќаен метеж. Покрајната наредила стотици патарини на автопатите да преземат мерки за контрола на сообраќајот, вклучително и да им се дозволи на возилата да поминуваат бесплатно. Националниот метеоролошки центар денеска го обнови жолтиот аларм и издаде предупредување за силна снежна бура со нови дождови, снег и студ на југот од земјата, но потенцирале дека условите ќе се подобрат од четврток. Бура од историски размери во Калифорнија донесе рекордни нивоа на дожд во делови на Лос Анџелес, поради што повеќе од 1,1 милион луѓе останале без напојување со електрична енергија. Ова е втора бура која погоди Калифорнија во рок од неколку дена. Според Американската метеоролошка служба, во Калифорнија немало толку многу дожд во период од 2 дена во последните 150 години. Невремето предизвикало бројни поплави, одрони од корнати дрвја, оштетени куќи и автомобили. Властите соопштиле дека најмалку 3 лица загинале. Противпожарната служба на Лос Анџелес соопштила дека пожарникарите се обидуваат да се изборат со 49 свлечишта и одрони, 130 поплави, како и бројни проблеми предизвикани од бурата. Според Националната метеоролошка служба на Лас Вегас, причина за обилните врнежи е временскиот феномен наречен атмосферска река, односно концентриран канал на влага со потекло од суптропските предели, кој носи влага и обилни врнежи во средните географски широчини. Научниците наведуваат дека треба да се воведе нова 6-та категорија на класифицирање на ураганите за така наречените мегаурагани, бидејќи тие постојат. Мегаурагани се бури со постојан ветер од 308 км на час или повеќе. Научниците наведуваат дека поради климатските промени бројот на урагани не се зголемува, но се зголемува нивниот интензитет и според јачината ја надминуваат претходната скала на категории од 1 до 5. Колку за споредба, во 5-тата категорија се вбројуваат ураганите со постојан ветер од 252 км на час или повеќе. Во текот на изминатата деценија забележани се 5 бури кои би можеле да се вклучат во новата 6-та категорија. Например, тајфунот Хаијан, кој уби повеќе од 6.000 луѓе на Филипините во 2013 година, и ураганот Патриција, кој достигна максимална брзина од 346 км на час, кога се формираше во близина на Мексико во 2015 година. Почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Пријатно!